Цивил медија. Господине Кекиновски, вие имате една идеја како опозицијата да се обедини за председателски избори, а тоа е со нов кандидат. Може малку повеќе да ни објасните? Секако, наспроти идејата која што се јави за консензуален кандидат, која што е апсурдна во една ваква ситуација, во еден ваков систем кој што функционира, од причина што тоа би бил само кандидат на партиите на власт, на дел од партиите на власт, бидејќи видовме дека одреден дел од коалиционите партнери веќе најавуваат излегување со свој кандидат, а имајќи го предвид резултатите од консултативниот референдум, чинам дека ова е убава шанса да целокупната опозиција се здружи конечно и конечно излезе со еден заеднички кандидат. Зошто го велам ова? Заради тоа што актуелната власт, односно политичките партии кои што се на власт, не само што имаат целокупната власт на национално ниво, туку ја имаат и на локално ниво, и оттаму, доколку би ја имале, да речеме, и уште и председателската функција, тогаш ќе значи исто она што ни се случуваше во минатото. Значи, апсолутната власт апсолутно расипува. Впрочем, ние сме веќе испечени од една таква констелација на воспоставеност на политичките сили и од друга страна мораме да имаме личност, односно институција која што ќе се спротивстави на неразумните политики кои што ја водат во моментов, нели, актуелните партии кои што се на власт. Што се треба да поседува тој нов кандидат? Во кој правец би требало да оди? Председател или? Па во мојот напис или колумна јас пишав кои во основа квалитети треба да ги поседува. Значи без разлика од која политичка партија ќе биде тој кандидиран, иако е од опозицијата, би било добро да оди со еден кандидат и да победи опозицијата, тој сепак по изборот на функцијата нема за едни да биде татко, за други маќија, како што имавме ситуациите до сега, нели видовме безброј случаеви каде што партискиот кандидат остана и понатаму на функцијата, тој само формално се деполитизира, меѓутоа во праксата остана поддржувач на политиките на партијата која што го поддржала. Второ, мора да биде честен, мора да има беспрекорна кариера, не смее да биде вмешан во ниту една афера. Од сите оние кои што сега се појавуваат на политичката сцена, ние не гледаме таков кандидат. Од друга страна, кога говорам за единствен кандидат на опозицијата, бидејќи сите опозициони партии, некои погласно, некои појавно, се спротивставуваат на Преспанскиот договор. Значи, човек кој што ќе застане на тие позиции од причина што, нели, како човек легалист и легитимист, мора да го одбрани уставот, односно мора да ги одбрани сите оние неразумни договори кои што се антиуставни, кои што се апсолутно ништавни и не може да застане за еден таков договор. Тоа значи дека треба да застане на позицијата која што ја имаше оние 67-68 граѓани кои што не го дадоа гласот на консултативниот референдум. Сигурно дека треба да поседува и други квалитети. Јас во својот напис напишав и дека мора децидно да ги отстрани сите оние дипломати кои што не се на висината на задачата. Значи, мора конечно тој кандидат утре да прекине со политиката дека партиски кадри мора да бидат на одредена позиција по било која цена, не водејќи сметка за нивниот квалитет и за тоа како не представуваат во странство. А од друга страна, деновиве слушнавме се побројни не шпекулации, туку извори од релевантни институции кои што велат дека одредени високи функционери оддавале државни, односно службени тајни, работеле против интересите на државата. И сега тој иден председател мора да побара одговорност. Ако актуелната власт не може, и ако евентуално нивниот кандидат за председател ќе го штити тој нивен функционер кој што во моментов, не смее идниот председател да ги затвори очите пред овој голем не само инцидент, туку и срам за државата и мора да побара одговорност. Впрочем, одговорност и ќе мора да биде балансер на политиките на целокупната извршна власт, меѓутоа да не биде и кочница на законодавната власт. И од таа позиција, имајќи го предвид сите овие аргументи, сметам дека опозицијата сега има идеална шанса да сите тие се здружат и на една заедничка конвенција изберат еден кандидат кој што ќе го победи кандидатот на партиите на власт. Кој би бил тој нов кандидат? Кого вие би предложиле тоа да биде?
Па јас не можам да предложам, сигурно дека ќе во една таква конвенција која што се размислува, сигурно дека ќе се појават повеќе кандидати, сигурно дека Република Македонија има такви кадри и тоа би бил нели отворен повик, меѓутоа не само на ДПМН, туку и на сите опозициони партии. Тоа подразбира дека тие на почетокот треба да седат, да говорат одредени критериуми, да дадат одреден број на делегати на таа конвенција и сите заеднички да го одберат тој кандидат кој што ќе ги освои симпатиите не само на гласачите кои што ќе бидат на конвенцијата, односно делегатите, туку претходно да престои една поширока промоција негова во сите делови од Република Македонија. Значи, вие предпоставувате дека опозицијата има таков човек кој што ги исполнува сите овие критериуми кои што вие ги наведовте, вклучувајќи ги да биде честен, да нема криминална позадина на позади него и да ги почитува, нели, да ги поддржува сите оние ставови и политики што веќе ги има опозицијата. Па би било жално и срамно не само опозицијата, туку Македонија да нема такви луѓе. Јас сум сигурен дека наспроти сето ова што го гледавме сиве овие 28 години, каде што ги видовме политичарите во сите светла, имаме такви луѓе кои што можат достојно да не представуваат и да ги штитат достоинствено националните и државните интереси. Цивил медија